Večno ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Uskup na Turski. Градот потпаѓа под османлиска власт во 1392 година и на бргу Скопје добива турско-ориентално обележје. Во 1555 градот повторно е разурнат од катастрофален земјотрес, но набрзо е обновен и станува турско воено упориште. Стопански брзо се развива, особено во 16-тиот и 17-тиот век, кога после Цариград станал еден од најразвиените и најголеми градови во европскиот дел на Отоманското царство, како и значаен за наидчиски и трговски центар. На 25 и 26 октомври 1689 градот го освоил австрискиот генерал Силвио Пиколомини, кој подоцна го запалил Скопје поради епидемијата на чума и за да не им остави ништо на непријателите. Градот горел цели 2 дена и бил скоро целосно уништен. Голем дел од населението го напуштило градот, при што едни, главно турци, се населиле дури во Цариград, каде го основале Ускуп Малото. Според обширните османлиски дефтери за населението на Скопската каза од 1832 година, градот Скопје го сочинувале 46 мала, 5 мала биле целосно христијански: Сутјутли, Кади Чаирли, Булбул Заим, Јени Мало и Топхане. 19 мала биле мешани со христијанско и муслиманско население, а опак останатите 22 мала биле чисто муслимански. Во овој период во градот Скопје биле забележани 1230 муслимански домаќинства и 578 христијански. Универзитет Американ Коледж Скопје. Веќе 12 години е на македонската високообразовна сцена, единствен универзитет во Македонија кој е меѓународно акредитиран. Акредитацијата е стекната од страна на ACBSP во САД, тело овластено од Council for Higher Education, односно нивниот пандан на Министерството за образование. Овој универзитет е единствен универзитет во Македонија кој има програма за двојна диплома со странски универзитет. Едната диплома од Американ Коледж, а другата од Универзитетот Тор Вергата во Рим. Предавањата на Американ Коледж се базирани врз литература од врвни светски издавачи. 1/3 се редовно вработени академици, кои се експерти во областа во која тие предаваат. 2/3 се реномирани професионалци и насловни доценти кои доаѓаат од индустријата и со тоа го збогатуваат практичното искуство на самата програма. И 3/3 се визитинг професорите од странство кои додаваат вистински меѓународен елемент. Овие правила важат за сите факултети, без исклучок, како за факултетот за деловна економија и организациони науки, така и за факултетот за архитектура, компјутерски науки, политички науки, правни науки и странски јазици. Воедно за квалитетот на наставниот кадар говори фактот дека многумина од нив се избрани за визитинг професори во странски високообразовни институции кои уживаат висок пласман на светско ниво. Американ Коледж е најдобро рангиран приватен универзитет и пети на ранг листата која изготвува Шангај за потребите на МОН. Исто така, но уште поважно, Американ Коледж има најдобро рангиран факултет за бизнис и економија, и тоа 3 години поред на листа која се изготвува од страна на САД. Универзитетот Американ Коледж Скопје има договор за меѓународна соработка со 7 универзитети рангирани во топ 500. Сметаме дека со овој договор ќе овозможиме интензивирање на културната размена, како и на разбирањето меѓу Италија и Македонија, а воедно ќе им овозможи на нашите студенти да студираат во својот дом и со истите трошоци, но на интернационална програма која што се следи во странство на врвен универзитет. Večno